Непознати лица го претепале 70-годишниот Јосе Петров од Струмишко градашврцот и пријавил здравократство во атарот на селото Варварица каде чувал пчели. За насилството сведочат повредите во главата, но и по целото тело што ги добил Петров од насилниците. Тврди дека останал жив благодарение на пријателите, со кои чекал шумската и цивилната полиција да ги фатат кравците на дело кои вршеле нелегална сеча во семејната корија. По тоа време еден од нив позади мене со дрво ме удри по главата и јас купа паднах доле. Разбираш, додека да ги оттат од мене, едва и жив останаха, разбираш ли, хвала им многу, што ми спасија животот. Затоа ме нападна што сме пријавиле у шумската полиција и у цивилната полиција, од они крадат дрво. Среќен е што останал жив, но вели дека мора правдата да излезе на виделина и надлежните да ги засилат контролите. Оти дрвократството во тој шумски предел добива на интензитет. Тој сега се плаши да отиде на пчеларникот. Во Варварица кражба има многу, што нашите луѓе не можат да се отат. Стално врие со народ и не се способни властните лица да ги стопират, да ги запрат. Сега се плашите ли вие да одите? Јас се плашам и на пчеларството да си идам. Инцидентот Петров го пријавил кај надлежните откако му биле станирани повредите во болницата. Остромичката полиција вела дека работат на целосно расветлување на случајот. По земените изјави на оштетениот и присутните, откриен е идентитетот на насилниците, против кои ќе бидат поднесени пријави за физички напад.